Здраво и добре дојдовте на уште едно Дома со Леа видео. Денеска сакам да зборувам за една тема што не ми лежи од познавања, но ми лежи од лично искуство. А тоа е една постпородилна појава на стомачните мускули, која што е многу честа кај жени. Ве молам, имајте предвид дека ова е само информативно видео, не е медицински совет, не е замена за медицински совет, туку е едноставно начин за подигање на свесноста за сопственото здравје кај родилките. Идејата на ова видео е да ве информирам барем малку за нешто за што јас не бев информирана на време и да ве поттикнам да истражувате понатаму или да се обратите кај лекар доколку сметате дека има потреба. Лично не познавам луѓе на кои што им е диагностицирана, меѓутоа познавам луѓе кои што најверојатно ја имале и не преземале многу околу тоа по породување. И тоа денес се гледа во нивниот телесен став. Станува збор за диастазис ректи, што народски кажано значи раздалување на двата слоја на мускули кои што го сочинуваат ѕидот на стомачните мускули. Повеќе за оваа појава можете да си барате на Google или уште подобро да си прашате лекар. Меѓутоа ме изненади фактот што неколку месеци после породувањето гледав видео за тоа како може да во домашни услови да се тестираме дали ја имаме и дојдов до заклучок дека имам раздалување на горните стомачни мускули во ширина од 4 прсти, што во голема мера ми објаснува зошто првите неколку месеци по породување буквално губев здив, не можев да ја контролирам диафрагмата и не можев да се движам и да дишам нормално во исто време. Многу е важно да утврдите или да побарате од стручно лице да ви биде утврдено дали ја имате оваа појава, пред да започнете со вежбање постпородилно. Затоа што иако можеби сте настрпливи да си го вратите стомачето во форма или да се вратите во физички да се чувствувате во подобра форма, може да направите поголем проблем отколку да ја решите својата моментална физичка состојба, како од здравствен аспект, така и од естетски аспект, бидејќи доколку ова раздалување се прошири, може да стане и опасно по здравје, но и стомакот нема да изгледа убаво понатаму. Во мојот случај, по породување ни доктори никој не ми кажа ништо за тоа. Значи, буквално поминаа 3 или 4 месеци, заради оперативниот зафат немав намера да вежбам ништо порано од тоа, но кога почнав да се интересирам за вежбање и за постпородилни вежби, всушност најдов на овие информации во врска со диастазис ректи. Ја направив таа домашна проверка, доколку ве интересира и сакате да ја направите и сами, ќе го објавам линкот во описот на ова видео, ќе можете да кликнете и да видите за што станува збор. Во голема мера легнав на грб, ги затегнав стомачните мускули, го подигнав долниот дел од телото и се обидов со притисок вака, да притиснам на меко раздалување меѓу стомачните мускули. Па сега во видеото се објаснува колку е нормално, колку е загрижувачки, колку алармантно, меѓутоа некоја ширина од 4 прсти мене барам ми се видат доста загрижувачки на место каде што се треба да се функционира споено. Со ова се обратив кај мојот гинеколог и таму ми рекоа дека тоа е нормално и дека само треба да продолжам да не дигам тешко и да не правам физички вежби. Продолжив да истражувам на Google и на YouTube и сватив дека всушност постојат вежби кои што се добри за коригирање на оваа состојба, бидејќи истата практично полесно може да се коригира со вежби отколку ако комплетно ја игнорираме, затоа што порано или покасно ќе се случи да мораме да дигнеме нешто тешко или да направиме некои нагли потези и нашата состојба може да се влоши. Добар дел од вежбите што ги препорачуваат физиотерапевтски студија онлайн, всушност се слични на вежбите што мене ми се познати од вежбањето јога за време на бременост.
Така што продолжив да ги правам оние йога вежби кои што лесно ги запамтив. Се на се станува збор за некои 5-6 различни вежби, претежно истегнувања, кои што се многу слични и тангираат истата група на мускули, нели како вежбите препорачани од физиотерапевтите. Во почеток имав повеќе време да ги правам овие вежби, гледав да вежбам 10 до 30 минути колку што можам почесто со цел да вежбам секој ден, но со тек на време тоа почесто почна да станува 4 па 3 пати неделно, па еднаш неделно, па сега веќе не бројам колку дена поминале меѓу можностите за вежбање. Но морам да признам дека животот со годиначе станува многу динамичен, има многу трчкарање наоколу, бара многу повеќе внимание. Подолг дел од денот е будно детето и треба да се внимава на него, така што самата таа нова динамика во текот на еден ден прави да сте пофит и да сте повеќе во движење, па после некој време мислам дека и не треба вежбање. Сега со правење на вежбата за проверка на диастазис ректи, воопшто не ја чувствувам истата владнатина и истото проширување во горниот дел на абдомен. Мислам дека тоа е нормално со оглед на тоа дека досега не сум имала никакви физички потешкоти откако почнав да практикувам вежби и почнав да се пазам повеќе заради свесноста за оваа појава. Така што на сите тазе породени мајки би им препорачала да го погледнат видеото што ќе го објавам на линкот во описот на ова видео подолу. Кликнете само на стрелче од десната, ова е ваша десна страна, значи кликнете на она стрелче надоле во десната страна на аголот на ова видео. Под насловот ќе се отвори целиот опис на видеото и таму можете да ги побарате линковите кои што мене ми помогнаа да се информирам, да бидам свесна и да внимавам повеќе на моето здравје во врска со оваа состојба. Така што ви препорачувам пред да почнете со напорни вежби, особено пред да почнете со стомачни, ако воопшто ви дошла идејата да правите стомачни, нели, после породување. Внимавајте многу за да не ја влошите оваа инаку природна состојба после породување. Ви благодарам многу на вниманието, се надевам дека оваа информација ќе ви биде од корист. Притиснете subscribe на овој канал доколку се уште не сте го сториле тоа, лајкнете го ова видео доколку ви беше интересно и бидете со мене, чекајте ги нотификациите на овој канал затоа што набрзо следуваат многу поинтересни видеа. Специјален поздрав до моите патрони, лицата кои што ме поддржуваат преку patreon.com. Проверете и таа страна и погледнете кои се содржините кои ги спремам специјално за патроните. Поздрав!